Пехчево е со намера да му го одземе туристичкиот примат на Берово во Малешевијата. Малата, но преубава општина, цврсто е решена на Виделина да ги извади сите своји природни потенцијали, но и да создаде услови за нивно користење. Од денес тече тендер за избор на најдобар понудувач за изградба на туристичкиот инфоцентар, инвестиција вредна 330.000 евра. Распишавме два тендери во склоп на проектот. Станува збор за проект кој што е платформа за фестивалски туризам. Тоа си е во предвидената динамика сите тие тендери, така да чисто како една новина, почнуваме со имплементацијата на проектот. Овие двата проекта се, едниот е инфраструктурен и после добивање на изведувач почнуваме после тоа почнуваме со изградба на инфоцентарот. За привлекување на туристи Пехчево досега направи многу. Пристапниот пат до и самиот локалитет Света Петка, да ги напоменам адреналинската патека во Пехчево, паркот Езерце кој што е атрактивен и за граѓаните од Пехчево и за туристите. Направивме урбанистички план на туристичка населба Равна река во 2013 година и веќе таму продаваме парцели кои што се интересни и за самите граѓани на општината, меѓутоа доста има, и конкретно од Штип имаат купено плацови. Адут за повеќе посетители од земјата и странство и ловниот туризам. Имавме концесионер кој што ја откаже концесијата. Сега во постапка се заврши таа процедура за старата концесија. После изборите очекуваме Министерството да распише нова концесија па да стартуваме со нов концесионер. Општината важи за еколошки чист регион и има потенцијали за развој на туризмот и производство на здрава храна. Доколку општината во континуитет инвестира во нивниот развој и промоција, Пехчево може да живее само од планински и гастротуризам. Инаку, општината која е денес е една од најмалите во регионот, во времето на Отоманската империја била централно подрачје на Источна Македонија, преку која се вршела целокупната трговија.